Жичницата ќе има капацитет да превезува 2600 туристи на час, но засега на место за скијање, поради недостиг на снег, ќе се користи само за панорамско разгледување. Министерот за економија Крешник Бектеши истакна дека се разгледуваат опции за поставување на инсталација со вештачки снег, проект кој ќе овозможи скијање преку цела сезона. Ние секако дека или преку СМ, но истовремено зошто да не и преку некој приватен партнер кој ќе биде во склоп на развијањето на Попова шапка, ќе ги направиме таквите инвестиции. Во случај, ако се дава Попова шапка во јавно-приватно партнерство и концесија, секако една од главните критериуми ќе биде и поставувањето на инсталацијата за вештачки снег. Шестоседот е прва сериозна инвестиција на Попова шапка, чија судбина е неизвестна. Најновата физибилити студија понудила 3 опции за развој на центарот. Едната е со неја да управува ЕСМ, другата нуди јавно-приватно партнерство, а третата приватен концесионер. Наша препорака како управен одбор до владата беше да капацитетите на Попова шапка се здават на продажба. Во моментот имаме доставено барање до бирото за вештачење да се направи проценка на капацитетите, после таа проценка заедно со владата, заедно со надлежните министерства ќе донесеме одлука кога и како ќе се спроведи таа процедура. Шестоседот на Попова шапка започна да се гради уште во 2014 година, но постапката се одолговлекуваше поради погрешните локации за изградба, поточно на места каде поминуваат главните извори, од кои Тетово се снабдува со вода.